Граѓаните пред Уставот и пред законите се еднакви, барем така вели член 9 од Уставот на Република Македонија. Дали ова со устав за гарантирано право е реалност за обичниот граѓанин, оној кој со протести се обидува да извојува битка со институциите? Во оваа емисија, почитувани гледачи, мои соговорници ќе бидат луѓето на кои извршителите им тропаат наврата. Оние кои со месеци не земале плата, а ја заработиле. Оние кои сакаа да докажат дека се обесправени. Добро вечер, јас сум Анита Додевска, вие го гледате новото издание на емисијата. Одиме со ред. Од мојата лева страна се луѓето кои ние новинарите ги снимаме секоја сабота и протестираат пред Регулаторната комисија за енергетика. Од мојата десна страна се луѓето кои последниве месец и половина, можеби и повеќе, така, ве снимаме како протестирате по улиците, па некако и нервоза ни правите овде во нашиот фареон, каде што се наоѓа и нашата телевизија со блокадите наутро пред вашата фабрика од МЗТ Леарница. Имате различни приказни, но иста поента, по она што можев да заклучам, се обидувате преку институциите да покажете и да докажете дека на некој начин сте обесправени. Ве молам прво да се представите поединечно и ве ќе почнам со вас, Маријан. Благодарам. Јас сум Маријан Ненов, граѓански активист, член на Сдруженијето за заштита на граѓански права на Пасаран. Протестирате секоја сабота? Редовно секоја сабота. Така, господине. Јас сум Василев Домчо Штипјанчето, член на Пасаран. Протестираме секоја сабота. Благодарам. Повелете. Љупчо Чекаловиќ, председател на синдикалната организација ВМЗТ Леарница. Симејша Младеновиќ, вработен во МЗТ Леарница. Член на синдикат. Протестираме редовно повеќе од месец и пол. Си ги бараме нашите права. Да, ќе видиме зошто протестирате. Јас имам професионална обврска кон гледачите, кон јавноста да кажам дека за оваа емисија упатив покани до 3 инстанци кои што сметам дека подеднакво треба да бидат засегнати од темите на кои што ќе разговараме. Упатив покана до Регулаторната комисија, од каде што воопшто не добив повратен одговор. Упатив покана и до Балкан Енерджи Груп, оттаму рекоа дека не може да учествуваат поради службено патување и секако беше поканета и директорката на МЗТ Леарница, Виолета Стојковска, стапив во личен контакт, во 2 наврати упатив покана и во текот на денешниот ден од неа стаса едно соопштение за кое подоцна ќе зборуваме на околу 3 страни, и камерата може да го забележи, но секако во нејзино отсуство ќе продискутираме и за нејзините ставови. Прво што спомнав во емисијата и отворив, реков дека според Уставот граѓаните се еднакви пред законот и пред Уставот. Маријан, дали со оваа битка што ја водите и за сите истото прашање, дали граѓаните чувствувате дека се еднакви пред Уставот и законите? Сметаме дека на хартија пишува едно, меѓутоа тоа не е во пракса. Токму тоа може да се види и со нашиот случај. Например, ако земе територија на град Скопје, може да видите дека на еден дел од територијата е БЕК, Балкан Енерджи Груп, значи е дистрибутор на топлинската енергија, односно снабдувач, додека на друг дел од територија на град Скопје малце помал, тоа го прави државната Елем енергетика. Ние што сме исклучените граѓани, не имаме проблем, значи, во овој случај. Маријан, ве молам кратко, со институционалната битка што досега ја водите, гледам, еве, многу документи донесовте и вие, кратко, дали со оваа битка, досегашното искуство, дали граѓанинот во Македонија е еднаков пред законот и Уставот? Не, сметаме дека сме дискриминирани. Господине Дончо. Не сме еднакви, а ќе ви кажам и зашто. За мојот случај не може судот да пресудува една позитивна, една негативна. Разговаравме пред да почнеме за вашиот бизарен, би го рекла, случај, но ќе ми оставите простор да се изјаснат нова кратко мое прашање и останатите гости. Љупчо? Никако граѓаните не се еднакви ни пред Уставот, ни пред законот. Тоа е очигледно, сите граѓани тоа го чувствуваат, само што прекитно не го изнесуваат своето мислење. Тоа е очигледно, се гледа во секој пори на животот. Да, не само преку вашите случаи, Синиш. Пример може да дадеме. Се сложувам со истото, значи селектирани се луѓето. Просто и наједноставно кажано. Значи јас дека имам исто мисленици кои што сметаат дека
не сме сите еднакви пред уставот. Го осеќаме. И законите и го осеќате. Ајде, Маријан, со вас да почнам. Колку време протестирате и зошто? Редовни протести имаме година и пол, значи негде 81 редовен протест, меѓутоа имаше и други и претходно протести и воредни, така да негде преку 90 протести до сега имаме, значи како граѓани, како здружение. Протестираме бидејќи врз нас се врши рекет од страна на една криминална компанија, тоа е Balkan Energy Group, а и протестираме и пред регулаторна комисија за енергетика бидејќи сметаме дека таа е пералната на овој криминал што го спроведува Balkan Energy Group. Да, токму поради овие вакви обвинувања и сериозноста на работата, јас повторно ќе повторам дека упатив покана и до регулаторот и до БЕК, од каде што не возвратија, ќе беше добро да беа тука присутни за да може да се соочат аргументите. Постојано бараме соочување и со Методи Стојчев, значи тој е управителот на Балкан, на снабдување Balkan Energy, и бараме соочување особено со Што е проблемот, Марија? Димитар Петров. Што е проблемот со вашите сметки? Зошто протестирате? Ние немаме проблем, они имаат проблем. Значи, Добро. ние немавме проблем додека не се појави БЕК, односно ги имавме топлификација, многу помал проблем. Да. Сега имаме голем проблем. Сега имаме помоќен монопол кој што сака на сила да ви продаде нешто што не сакате. Кога одите вие во продавница, се купувате се што сакате, ставате во корпата. А сега е ситуација кога вас ви стават во корпата и викате морате да го платите ова. А мене не ми треба. Плаќате за услуга што не ја користите. Не се грееме ние од кај. Ние не сакаме да се грееме со таа компанија. Таа компанија ни се наметна како монопол. Тука е штити регулаторна комисија за енергетика и морам да кажам дека до сега нема реагирано ни комисија за заштита на конкурентност, иако ги известивме за овој проблем. Да, господин Дончо, спомнавте, за ист стан две различни пресуди. Да. Што е работата? Па не знам, двојца суди се. Едниот суди во моја корис, а другиот против мене. А исти се условите, станото е тој. Ја немам два стана. И што пишува во едната пресуда, што пишува во другата пресуда? Какви се пресудите? Еве ги пресудите. Добро. Што пишува во едната пресуда? За колкав стан станува збор, како е во корист ваша или против вас? Ова пресуда од овој судија е во моја корист. Што Станот значи е 100 квадрати. Добро, и што значи тоа дека не сте обврзани да плаќате за парно грејење? Тоа е пресудата. Вика, приговорот на тужениот Дончо Василев се усвојува. Добро, а во другата пресуда на другиот судија? А другиот судија вика се одбива. Добро, и сега по која вие од овие две пресуди треба да постапувате? Ја по ова пресуда што е во моја корист не постапувам. Они постапуваат сега. Они се жалат на апелација. Меѓутоа ние знаеме и апелација е нивна. И тамо ќе донесуваат негативни пресуди. А ова пресуда што ја донесе ова против мене, ја обжалив. Колку пари бараат од вас да наплати енергетската компанија за парно грејење? Енергетската компанија за парно грејење за мојот стан еднаш ми бараше 2000, еднаш 1500. Па сега намалива последнава година дена на 900 денари. Е сега. Тоа е паушал што вие треба да го платите за услуга што во моментов не ја користите. Да. Паушал што треба да го плаќам 12 месеци, тоа се 12.000 денари. Од прилика. Зашто? Кога не греам, ниту па они губат на мојот стан. Јас за тоа имам и вештачење. Судиите, на жалост, не го поштуваат и вештиот наод. А ова е вештачење на што? На станот дека не користи топлина, не може да се загрее. Да се загрее. Од и од ова, од оно што... А ова е изработено од стручни лица? Да, фала Богу, тој си има печат, има све, тој си е... лицензиран. И сега судиката, место да и побара они да го побијат овој вешт наод, да, не, она е, таа, седи, сечи, капе, и готово. Да, да отстапиме простор и за моите други соговорници. Љупчо, месеци по од кој август ме рековте пред да почнеме? По 12 континуирано сте со протести. Што се случува, колку плати таму не беа земени, придонеси тешки обвинувања падна дека се делеле плати, ама во кеш, дека има и криминал во сето тоа, што се случува, за колкав број на вработени станува збор и за колкава сума на исплатени плати за колку месеци? Тоа што се случува во МЗ Телеарница, значи тоа го нема во Македонија никако, па мислам дека и на земјина кугла.
Значи, толку кршење на закон за работни односи по сите основи, ја лично не верувам дека... По кој основ кршење на работни односи законот? Значи, со самото каснење на плати, неплаќање придонеси, условите за работа, прековремената работа, многу други. Значи, најбитно е она каснењето на плата и придонеси неплатени. Синиша, има акумулирано за останати плати до сега неплатени? За колку месеци? Значи, генерално, од мај месец наваму не сме земале пари. Последните 2 месеца, зависно кој деление има земено во кеш, а некои деленија земаат од октомври-ноември во кеш. Врз основа на што ги базирате овие тврдења дека се земаат пари во кеш? Видел некој, знае? Врз основа затоа што земале сите и тоа не знаат некакви пари земале. Дали тоа плата или што е, нема ни ленти за плата, кога луѓе као више немаат пари, застануваат сами, не работат ако не земат, ки поделат у кеш нешто, дали е плата, какви се тие пари, придонеси заедно со платите, предпоставам, ниту придонесите не се алиментирани? Лани од септември месец не се платени придонеси, значи здравствено, пензиско, ништо, немаме право на лекување, сме дискриминирани, значи. Јас како јас не можам да отидам на лекар. Плаќам приватно, значи сето тоа, со тоа што тие сметки ни рекоа че не ги рефундира фирмата, меѓутоа на никога нема рефундирано. Да, ова се транспарентите што и вие често ги гледаме и ги снимаме на протестите на работниците на леарница, бара да им се плати трудот, правда за работниците на леарница. Колку работници се во прашање во работен однос се уште, да кажеме? Во работен однос сега моментално точна бројка, таму никаква информација како на синдикат треба да имаме пристапност за било која информација, нас не ни даваат. Околу 180 треба да се. Сега, додека вие ги кажувате овие обвинувања, господин Дончо, ова е вашето вештачењето, документот. Јас сега ќе прочитам сегмент од директорката. Вака вели таа во соопштение до мене. Ви благодарам за поканата за гостување во вашата емисија и ви известувам дека нема да присуствам од причина што сметам дека една исклучителна, сериозна, сложена и комплексна ситуација не може да се решава преку телевизиски дебатни емисии. Во МЗТ Леарница се извршени сите можни контроли од надлежните институции и се донесени решенија и изречени казни. Продолжува текстот и која е поентата, односно прашањето од господја Виолета. Која е целта на протестите, неисплатените плати на вработените или казните на работодавачот? Ве прашувам истото и јас вас. Па, смешна работа, како може генерална директорка да пита такво нешто? Значи, не исплатила плати 4 месеци више. Со што признава самата. И придонеси. Придонеси неплатени, за прековремена работа ништо немаат платено, следи бонус плата. На годишно ниво за 150 сата направени, секој вработен му следи бонус плата. Тоа законски загарантирано е. Никад нема да ти исплатено на такво нешто. Условите за работа катастрофални, не испуштија на одмор без пари, без никакво објаснување. Они сами го прекинаа производството и истакнаа едно соопштение до вработените дека сопираат производство, ќе се бара стратешки инвеститор, без никакво образложение кога, до кога ќе трае таа агонија и се уште трае. Како може директорка да се пита дали се протестите за казнување на фирмата или битка за неисплатените плати? Уште малку ќе се задржам со нив. На ова соопштение, адресирано до 24 вести, предходеше едно до сите медиуми. Па вака се вели. Пракса, значи ова е упатено до вас работниците. Пракса на неодговорност, уцена пред секоја испорака на стока, неквалитет, доцнење на испораки, намерно уништување, оштетување на постројките, крадење на производи, па дури високи плати до 45.000 динари во производство. Толку се високи платите во компанијата? Се тоа. Па замислете луѓе што земаат 45.000 плата и протестираат 2 месеци. Дали може да биде тоа? Значи, за секој нормален човек што ќе го тоа известување за јавност, смешна работа. Како може тоа раководство да каже такво нешто било каде? Значи, никад не може да бидат криви вработени. Дали може работници во било која фирма, на било кое место на земјина кугла,
една фирма вработените да ја доведат во пропаст. Секоја фирма пропада од лош менаџерски тим. Како, на кој начин, нека објасни директорката, може вработени во една фирма да ја доведат во минус. И па еве вели, со несовесно работење, непочитување, искористување на работно време, 50%, крадење, неквалитет, доцнење, испораки и така натаму. Да, повелете. Секој газда, значи, си ги следи работниците, си има свој тим доле. Работодители што не пратат како работиме. Кога ќе видам јас дека некој не работи кој што треба, јас ќе го избрекам. Ќе го казнам. Ако краде, имаме дупло обезбедување. Не обезбедува, значи оса, ливница е заградена со ограда. Откако ќе поминеме таа оградата, имаме обезбедување на металски завод и то. Значи, ние поминуваме покрај две обезбедувања. Таму се произведува густ, така да не можем јас 2 кила парче да го ставам во джеп и да го изнесам. Тоа, значи, толку е, мислам, самата себе се брука со овие изјави нејзини. Не можам да ја сватам стварно. Според тоа соопштение за јавност може целата јавност да процени со кого ние имаме работа. Значи, ако некој крадел, има ли некој казнето? За тоа постои тоа раководство. Так. Ако крадел, треба се казни. Ако не работел, може да се казни, да се До кои избрка од институции работа. се обративте и што направивте денеска? Имавте состанок пред да почнеме со емисијава, ми спомнавте, малку ќе продолжиме тоа по рекламите, сака малку Маријан, има ли некоја проценка колку луѓе до сега се утужени од страна на енергетските компании, особено во делот еве на парно грејење, по основ за некоја присилна наплата на кумулирани долгови? Спрема некои неофицијални информации, во последниве 10 години се преку 70.000 тужби од страна на двете компании, тоа се Топлификација и БЕК. Значи имаме пребукираност на судовите со овие две компании. Ова се неофицијални некои податоци? Неофицијални. Значи, нашите проценки кажуваат дека 40.000 корисници биле на Топлификација, од кои 50% се исклучиле од 2007 до 2011-12 година. Значи, останале околу 20.000 во системот. Овие 20.000 исклучени бил проблемот, значи, тогаш на тогашното раководство на Топлификација, а понатака и на компанијата БЕК. Значи, затоа се вршени големи притисоци да се вратат граѓаните назад во овој систем. Дури се напаѓани, значи, граѓаните од овие компании. Имаме ли примери, господине Дончо, познате ли некои од луѓе во заедно со вас што протестираат, што веќе имаат, например, извршни решенија, конечни извршни за присилна наплата, например, на долгови? Ја имам решение од судика која ме осудила и дала на извршител. Отидов кај извршителот и му викам ваква и ваква е работата. Не е правоснажна. А како ме осудива? Може ли само малку да ви кажам ланецот како иде? Ланецот иде нотар, судија, извршител. Една нотарка ќе ја именувам, Снежана Видоевска, а ќе ја тужам, има донесено решение, ја го обжалив. Зашто го обжалив? Затоа што не бев тука, бев во Америка и дадов. Она не смее да ми даде решение без мое да им подпишам. Ако ова, јас и го дадам тоа и кажувам, еве ви доказ дека сум бил во Америка. Не го прифаќат, а тоа по парнична постапка мора да се прифати. Жали се кај сакаш. Се жалам во суд. Судика донесува одма тоа и ми донесува пресуда без право на жалба. И кажам дека сум бил. И како ја право, како сум ја рамноправен граѓанин со ова вие што го кажате. Како може да у законот пишува, не ги спроведуваат законите. Законите се добри. Луѓето и судиите и ова влада го направива тоа народот да се мачи. Зошто велите оваа влада? Зошто? Затоа што кога дојде ова раководство, конкретно зборам за БЕК, стаи своји суди, свој све, раководството во БЕК, парите, зашто не ги кажат кои се акционерите во БЕК? Фирмата е со 5000 евра формирана од еден човек, Ристо Синадиновски.
Да, мене ми е жал кај што спомнувам имиња во нивно отсуство, но Не се плашам нек што сакат нека прават. Го има во центар регистар. Јас може да го објаснам исто тоа. Значи, сметаме дека ова е организиран криминал, дека ова некој го осмисли многу добро. А за да постои организиран криминал, тој мора да има поддршка од власта. Во нашиот случај не само поддршка од власта, туку ние мислиме дека и самата власт го формирала овој каде е Маријан криминал. организираниот криминал да го сведеме на вашите животни судбини, на судбината еве на Чичко Дончо? Каде е таа, Прво, каде е тој криминал? Имаме окупирани институции со кои што наместо да ни помогнат како граѓани на оваа Република Македонија, тие не одбиваат, значи тие не мафтаат тие институции, тие не казнуваат институции. Конкретно Дончо го спомна, значи спомна Основен суд 2 и апелација. Ние знаеме дека тие се под влијание. И знаеме за Сваровски судството и за све. Ние немаме судство праведно. Значи прво треба таму да направиме на реформа кај судиите. Еве ви овдека податок. Значи еве кој се во Уставниот суд. Во Уставниот суд е сега моментално чисто не во Уставниот, се извинувам. Значи во апелацијата суд. Маја Маркова Котевска, значи тоа е од кланот, ние го викаме клан Маркови Котевски. Значи тука претходно беше Веро Маркова овдека. Чукич и Марков е адвокатското друштво кој сите нас не тужи. Чукич и Марков е адвокатско друштво кое ние мислиме дека го брани криминалот во сето ова. Значи тие ги има за своји клиенти и БЕК и регулаторна комисија за енергетика. Значи не можеме во отсуство на аргументи тоа да го тие се нивни клиенти. На нивниот сајт беше до пред некое време, сега го тргнаа тоа. Не знам од кој страх. Зашто го тргнаа. Значи знаеме дека има Чукич и Марков влијание особено во апелацијен суд, бидејќи ние до сега скоро да немаме добиена некоја пресуда во наша корист од апелација. Да, јас повторно ќе кажам на гледачите дека ми е жал зашто немаме представници за да можат да возвратат и аргументирано да се вклучат во оваа дебата и од едната и од другата страна. Добро ќе биде затоа што се споменуваат еве имиња. Јас тука би сакала да направиме една кратка пауза маркетинг за реклами, па ќе продолжиме во делот до кои институции, кога, како се обративте и кој е исходот од сето тоа. Се враќаме по рекламите, маркетинг, почитувани гледачи, па продолжуваме. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Смоки Мега Хрскер. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања. А ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето: што да правам денес? Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. Користите ги Виза кредитните картички за вашите потреби, и големи, и мали. Искористете ги промотивните поволности и аплицирајте до 22 октомври, без чланарина за првата година. За направени 15 трансакции со Виза кредитните картички добивате уште една година гратис. НЛБ банка. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Се враќаме во студискиот дел. Синиша, сакам со вас да го почнам овој дел. Во една од вашите многубројни изјави што ги дававте за време на протестите, тврдите дека вие како работници работите или сте работеле во исклучително неповолни услови. Едно од вашите барања, освен платите, беше да се подобрат и условите. Што е тоа што го подпревте тука на... Ова не е нешто како работничко дело, кој го користиме во МЗ Телеарница. Значи, каде што се лие течен метал, кој излага со 1500 степени од печки. Кога последен пат овие се предпоставам службени што фирмата треба да ги дава или сами ги набавувате? Па не, фирмата ни дава нешто, меѓутоа претежно се зимаме сами, пошто Кога многу брзо ни последен горат. пат? Па околу година да нема како сме земале, можда и повеќе. Грубо, значи преку година има. Со тоа што работиме на високи температури и се гледа дека се изгорени сега, да не ги вртиме толку. Значи горат, со што гориме ние и мораме сами да се зијаме дополнително опрема. Ова е само символика во делот на она што велите дека работите во неповолни услови. Така. За какви услови зборуваме?
За услови самото име кажува. Што ме тоа топилница, леарница, дали може со вакво дело да се работи во такви услови? Сакате да кажете дека онаа заштитна опрема според тие стандарди, норми, нели? Имаме сега сериозни и европски прописи во тој дел. Многу јасно. Како јас да ви верувам дека е тоа вистина? Ali што? Да дојдете на лице место кога ќе работиме. Ова да и даваат па редовно, добро би било и вакво дело, најобично. У 3 години еднаш ни даваат. Често нема обични ракавици, а за таа работа нормално дека треба како што треба. Посебни одела, заштитни средства, се работи со течен метал, железо течно како вода на 1500 степени. И повторно морам да го користам соопштението на директорката. Во дел каде што таа вели дека фирмата е во потрага по стратешки партнер, може би ќе продолжи со работа, може би бара инвеститора, може би ќе оди во стечај. Па во еден дел вака вели, со оглед дека МЗТ Леарница да Скопје беше во преговори со сериозен стратешки партнер, односно множина сериозни стратешки партнери, и се планираше транзицијата да се спроведе во летните месеци, како и да се поправи оштетената опрема, синдикатот на потполно незаконски начин, без одлука, превзеде чекори кои не водат до никакво решение на нивните барања, туку уништување на фирмата и шансите за незино преструктурирање. Вие сте прв човек на синдикатот. За какво незаконско работење, односно постапки на синдикатот зборува директорката? Они по навика законитоста на штрајкот се докажува тоа на суд. Џабе ние ќе тврдиме законски, они незаконски. Они по навика за секој нешто бунтување на луѓето или штрајкови сме имале неколку, за секој штрајк збора дека незаконски. Добро, прашање за двајцата. Зошто излеговте на улица ако знаете дека фирмата е во преговори со стратешки партнер? Тоа би било перспективно добро и за самиот работник. Ако не може ова менаџерство сега да ја води фирмата, се преговара за влез на инвеститор, кој што секако и во ваш интерес ќе биде да ја крене повторно фирмата на нозе и да продолжи со работа. Зошто токму се одлучивте еве да одговориме на тоа прашање баш кога фирмата е во преговори за инвестирање? Затоа што и двајцата мислење. Затоа што таму е изгубена секоја доверба. Во милион наврати они ги излажале сите вработени. Не еднаш. Значи на секои 3 месеци. Овие 3 месеци ќе се излечеме од криза, издржите овие 3 месеци, ќе се излечеме. Само да помине време. Ќе поминат тие 3 месеци, пак после, уште овие почекајте 3 месеци, ќе се излечеме од криза. И така, воопште нема никој доверба од вработените, значи во целото раководство на МЗТ Леарница. Што се тиче стратешки инвеститор, што ние сметаме за стратешкиот инвеститор? Кој проблем сме направиле? Производството го сопра они сами. А пошто не пуштија годишен одмор. Струјата им е исклучена од ДВН, водата им е сопреа од водовод. Во моментот во која состојба е фирмата по горите? Нема Што струја, се нема случува вода. таму? Ништо, затворено е све, само управата работи горе, не знам колку се, 20 луѓе колку се. Значи струја нема, вода нема. Да изиграат и држава и вработените и сите. Да, со институционалниот дел ќе продолжиме, Маријан. До каде сте вие со таа институционална битка? Еве, господинот Дончо, гледам дека е упорен по судовите и сака да си ја извојува правдата на свој начин. До каде е ова сето, пошто не е еден парцијален случај, се работи за многу случаи на луѓе, на граѓани, на семејства, на домаќинства, кои што се обврзани да го плаќаат тој паушал кон енергетските компании, а при тоа да не ја користат услугата. Значи, ние веќе година дена разговараме, преговараме со тие институции. Конкретно, значи, пред година и нешто, може би повеќе, Основно јавно обвинителство неколку пати реагиравме до нив, сметаат дека нема елементи на кривично гонење. Таму сме се обратиле до влада на Република Македонија, сме се обратиле до кабинетот на претседателот. Со среќа нека вие. Значи, обратете. Кои се одговорите? Вие сте се обратиле, еве ги носите тие писма. Значи не упатуваат кон институциите, меѓутоа ништо не повлекуваат. Значи, кон кои институција? На пример, кога пишавте на владата, што ви одговори од владата? На кого му пишавте и што ви одговорија? Прво имаме проблем со владата. Ние ни баравме неколку средби со владата. Меѓутоа господинот тогашен премиер не кеше да не прими. Тогаш негде 4 месеци додека беше на функција, додека не си отиде, не ја потпишуваше иницијативата за референдум за промена на законот за енергетика. Значи, за кој премиер зборуваме? Збориме за Никола. Да.
Никола Груевски, да. Потоа, значи имаме обратено до Нотарската комора на Македонија, каде што баравме да се обрне внимание на тие 13 нотари кои што го прават овој криминал заедно со компанијата БЕК, да не прифаќаат фалсификат документи од компанијата БЕК. Самите фактури не беа валидни, значи немаше никаков оригинален потпис од управителот. Сега донесоа оваа година донесоа закон со кој што вика дека овие големи монополски компании можат, значи, такво нешто да дават со факсимил или печатени, значи, печати и потписи да издават. Меѓутоа го донесоа заради нас. А претходно натаму беа неважнички овие фактури. Така да еве денеска јас добив едно такво неважничко. Значи ова е од нотарка Снежана Сарджовска, морам да поздравам и незе, ќе се видиме наскоро со незе, каде што носи предлог за извршување. Да, молам према камерата, предлог за извршување. Колегата во студиото, да, зашто е, зборувајте ми, да, нема за кобајаги некој долг од 3 или 4 неплатени сметки кон таа компанија, кој што јас немам намера, ниту па сум ја познавал таа компанија, ниту па имам договор со таа компанија. За што конкретно? За БЕК, да, конкретно. А тоа е на вас адресирано? Да. Еве го, значи ова е изводот од таа компанија БЕК, изводот, каде што има, значи, факсимил. Овдека, односно, овој потпис не е од управителот Методи Стојчев. Значи, ова е факсимил потпис. Спрема законот на нотарски документи, значи во нотарска постапка и во судски постапки, овој потпис мора да биде лично од него, значи, даден. Меѓутоа, и нотарите, и судиите, значи во судот, они го прифаќаат овој фалсификат. Кога бараме оригинални фактури на судењето, ни даваат копии верно на оригиналот. И тоа не е по закон. Судиите повторно го прифаќаат тој факт. Значи, ние имаме постојано кршење на нашите права и од страна на судиите, или судиите не си ја знаат, значи, својата работа како што треба. Ајде, бројте ми до која институција во земјава каде упативте писмо и се обративте во врска со овие случаи, или господин Дончев, ако сакам, мислам, кој ги знае повеќе. Јас ќе ги довршам, кај мене се, значи, ние се обративме и до председател на судот. Значи, тамо не прими председател на судот, не прими некој се администратор, кој што тврдеше дека е професионалец, меѓутоа после веднаш другиот ден видовме дека неговото презиме се совпаѓа со презимето на една од судиките што веќе нема осудено. Толку бил професионален. Сметам, веќе немаме никаков одговор од таму, од судот. Сега, освен тоа, се обративме до дирекцијата за заштита на лични податоци. Значи, ние имаме криминал. Денеска имаше пресконференција Левица која што објави таму дека податоците, личните податоци на преку 40.000 граѓани во град Скопје се украдени. Топлификација најверојатно незаконски и ги дала податоците на компанијата БЕК. Компанијата БЕК почна да работи од 1.1.2013 година. Интерниот нивниот договор за преземање на податоци е од 3 месец. Значи од март 3 месеци тие фактурирале со украдени податоци, незаконски стекнати. Да. И компанијата БЕК нема право да ги даде доколку вие не дадете согласност. Најверојатно тоа се случува. Тоа е во дирекцијата. Добро. Да. Понатаму, значи, спомнав Комисија за заштита конкурентност, каде пошто година дена немаме никаков одговор од нив. Имаме дадено писмо до УЈП. УЈП се имат обратено до нас дека ќе презема дејствија, меѓутоа нема да ни известат. Ние не гледаме никакво до сега преземено дејство од УЈП, бидејќи сметаме дека тука има елементи или можно е да се крие данокот од тие фактури кои што се нелегални и не се пријавува данокот, значи во УЈП уредно. Треба да се плати тој данок. Исто така баравме и од финансиска полиција. Од таму немаме никаков, значи, одговор. И еден куп такви. Да. Имаме ли случај до сега решение конечно за присилна наплата на долг по овој основ? Да, имаме многу такви решенија. Има такви решенија многу. Ви кажав, ја имам добиено од извршителот решение, меѓутоа отидов и му кажав и го стопира, затоа што имам жалба поднесено. Они само да ги земат пари. Не гледат ни силом ни милом. И стана еве сега слушнавме дека некоја жена и го продале станот. Ја однели у старски дом. Сама била вамо таму. Ајде. А зошто и го продале станот? За наплата на побарување? Да. За ваков случај? Да. Имаме многу лоши реакции од граѓаните. Граѓаните доаѓаат на протестите, значи некои се револтирани, некои плачат. Значи немаат пари за лекови. Тоа се претежно пензионери кои што им одзиваат од пензијата. Да, мислам дека е некој од транспарентите парите за лекови да ги дадете, да. Тоа е порака до нив. Да.
Меѓутоа, граѓаните немаат пари за основни потреби. Да. Значи, тој граѓанин, вие сте му го скратиле правото на живот. Вие тивко го убивате со ваквите постапки. Маријан, вака велат од енергетските компании. Вертикална, хоризонтална инфраструктура, како тоа и да оди веќе е поставена од страна на енергетските компании. Да ви кажам. Да. Кога се вселуваат во нова зграда, потпишуваш договор за водовод, за струја и за топлификација. Топлификација вика, ако имам интерес, треба да се 50-30% од станарите, ќе уклучам зградата. Кој им брани? Ако сакаш уклучија, таа е приватна фирма. Што ја штитат? И што? Они што прават? Да. Зашто го потпишуваме тој договор? Зашто не терат у почетокот да го потпишуваме? Зашто не напишат у законот? Становите се продаваат со парно грејење. Кај што има парно грејење и готово. Па да видиме кој ќе им купи. Па што ќе ги направат градежниците на топлификација и на владата? Грејењето не е јавна давачка. Не е комунална давачка. За да биде јавна давачка треба да стои тоа во законот. Меѓутоа немате во закон такво нешто. Тука е криминалот на РКЕ. Таа го стави тоа во правилникот, криминалниот правилник кој што прекршува неколку закони, значи на Република Македонија. Тука е закон, го прекршува законот за домување, закон за потрошувачи, закон за комунални дејности, закон за собственост и други стварни права и законот за енергетика, бидејќи немаме дефинирано нигде во овие закони и закон за лични податоци. Сега имаме. Значи дека мора да платиме. Тоа го викаат. И вие мене сега ве слушам вака внимателно и се прашувам при Волку адресирани писма до Волку институција, од другата страна возвратено со институционален молк. Воопшто се прашувам која е смислата на вашите протести и водење на битка од дека во границите на земјава. Да, само кратко ве молам за да оставам простор на останатите. До председателот ни одговорија од кабинетот. Имате дадено на суд, председателот не сме да се меша во судските во реđе, нека застане, да го одбрани, да види, не дојда. Ние бараме прием, неке. Да. Ајде додам со вас, Синиша Љупчо, до кои институции се обративте? Како, што побаравте, ве снимивме чинам пред собранието бевте. Мислам дека некоја иницијатива имаше таму од Управа за јавни приходи, Министерство за труд и социјална политика, тоа што јас се сеќавам, Министерство за правда, еве поправите ме. Поштавме од УЈП. Првото сефте, со подписи на сите присутни на штрајкот што бевме, значи доставивме барање, имаме документ таков, со подписи со све, го примија. Од тука отидовме до финансова полиција, отидовме до Министерство за труд и социјала, отидовме до јавен обвинител. Сегде бевме као примени. Не беше проблем. После тоа се обративме до собранието на РМ и на крај отидовме во владава. Бевме примени од таму. Во собранието само еднашка не примија, во владата повеќе пати со тоа што последното беше имате ли некои нови барања, а уште не ни оствариле. Не примија. Или доставивте во форма на некоја иницијатива? Така, доставивме. Само доставивме барање до собранието, баравме средба со председателот на собранието Трајко Велјановски и после тоа немаме никаков одговор. Исто баравме прием кај премиерот во влада, не примија од кабинетот на премиерот. Коректно да сослушаа првиот пат, запиша и доставивме се документи што проблеми имаме. Рекоа дека ќе се зазема за тој случај, ќе направат притисок пред институциите, немало потреба премиерот да не прими, исто ќе завршат работа и они. И од тука навака немаме одговор и од нивна страна. Што барате сега вие во вашата битка? Платите и платите и спас на компанијата и одговорност. Што барате во моментов? Тоа е приватна фирма. Кој е вашето конечно барање? Конечно барање и исплаќање на она сработеното до сега. Нормално сакаме да продолжи компанијата да работи, ама да работи успешно, не како до сега. Ако планираат да продолжат да работат како до сега, подобро да не работат, да се реши статутот наш, него како до сега. До сега беше само мачење. Знаете дека ќе се соочите можеби со правни последици од сето ова, затоа што во едно од соопштенијата директорката напиша раководството најави преземање на правни мерки против лицата која довеле компанијата во тешка состојба, мислејќи на работниците. Имаме ништо да не е чуди. На крај ќе испадеме ние криви. При толку таму кршење на закон од нивна страна, на крај ќе испадеме. Ако и судот
работи како што работат сите овие институции. Нема што да не чуди. Да, еве Ние го ги спадаме господинот криви. Дончо по судовите. Да, на судот тешко ќе ја истерате правдата. Затоа што ние еве 2 години од 14 година прва на мој 70 години до сега не сум бил во суд. Никако оптужен, никако тужител. И ја на 70 години сега да ме прават багабонт, да ми фрлаат рекет. Зашто? На моја пензија немам ни 10.000 пензија. И сега ќе ми каже како да се греам ја. Па ја сакам да спијам на ладно. Што има тоа? Тоа е мој стан. Поменувале цевки. Па тоа е мој стан. Ако поменува, ти зимаш и цевките се мој. Ти зимаш од некого тамо горе, што е? Плати ми кирија. Каде е правдата? Ако дојдете до судовите, тешко на нас и на вас. Спремни сте ли до крај да водите вашата битка? Секако. И кој би бил тој крај? До кога сте подготвени да останете на улица и да ги нервирате возачите додека поминувате во центарот на Скопје? На возачите и на граѓаните што имаат проблеми од нашето протестирање, може само да се извиниме ако тој значи нешто. Ние немаме друг избор. Дека на нас дали ни е убаво да протестираме. Што ви рече директор Катариков, споменав на почетокот, имавте средба денеска? Денеска, да. Со раководството? Па се уште неофицијално, како и последната средба пред ова, исто стратешки инвеститор уште се бара, значи во соопштението за јавност. И пред 2 месеци пред да прекинеме со работа и да почнеме со протестот. Стратешки инвеститор ќе дојде и тој ќе прави после селекција, ќе брка луѓе, вака ќе прави. Заплашување. Они не знаат, уште не знаат кој е тој стратешки инвеститор, немаат најдено, од кај они знаат што ќе прави тој. Тоа значи они сакаат да останат истите, да изиграат и вработените и држава да изиграат и да останат истите и понатака. Единствени би се работниците од Па да, телерадница. Има ли До сега единство? Да. До сега да. Се држиме се уште и крајната цел ни е таа да не исплатат све и да почнеме да работиме. Моментот кога ќе не ги исплатат давачките и платите, спремни сме да почнеме да работиме без никаков проблем. Верувате во институциите? Не, никако. нема шанси. Кога финансова полиција доаѓа и ни кажува дека ние сме имале слабо производство, а не си ја брка неговата работа. Да се ја најде финансови проблем кај на фирмата, што сакаме понатаму. На самата пријава во финансова полиција со искажување на проблемите тоа за обичен човек да го слушне ќе свати дека е кривично дело, она задршки од плата се одбиваат од плата, не се префрлаат онаму кај што треба, како чланената синдикална пример. Кредити, луѓе што имаат земено за компанијата за осигурање, се одбиваат на луѓето од плата, не се префрлаат. И у финансова полиција тие што ја примија, па вика не значи дека тоа они ги земале. Сакате да кажете дека и во моментов да не се зима плата, а има сепак запирачки од платата се прават. И во моменти кога не се прима платата? Не, додека се прима. Додека се прима, сакате да речете. Се тоа се одбива од плата, ама не се оплатјат. Луѓе што имаат земено кредити, се одбиваат. Не завршуваат на име на кредитот парите, сакате да кажете. Они ти ги одбиваат, а не ти уплаќаат во банката. Банката ти се јавува, должиш пари, ти лупа камати. Да, но еве раководството повторно пак се повикам, вели дека се изречени, донесени решенија, казни, веќе е казнета компанијата за вакво менаџирање. Компанијата имаме информации колку е казнета, значи по некои законски рамки од сите тие казни, тоа се минимални казни, по 3000 евра. Сите да се соберат, може да бидат највише 12.000 евра. Не повеќе од тоа. Тешко е да се долгови према вработените најмалку околу 500.000 евра, они ќе платат казна 10-12.000 евра. Вложивме многу труд во таа фирма, значи работевме во секакви услови. Не ни беше проблем, се дека престана да ни дават пари. А прифативме све, работевме, значи. На крај од емисијата сме Маријан, и сега ова вака сите институции ги поминавте, таму набројавте можда десетина закони прекршувања и што е следно? Сега, која институција овдека во земјава би била следна што може да се стави во одбрана на правата на граѓанството? Не веруваме дека ќе го решиме ова институционално овдека. Ние веруваме само дека на избори ќе се реши ова овдека во државата или евентуално
значи надвор од државата, значи со судски спорови во Страсбур. Можно ли е такво нешто? Ние веќе реално испитавте таа можност? Значи веќе доставија на 3 бранши на луѓе, значи веќе доставија значи вакви барања до Страсбур, кај што Страсбур се изјасни дека ќе ги разгледува нашите случаеви. Значи сега наред е 4-та, а истовремено значи имаме и ние тужба против РКЕ и против компанијата БЕК и се надеваме можеби дека ќе имаме позитивно, доколку немаме позитивно, значи повторно ќе одиме во Страсбур и со тоа. Зошто тужба? Да. По кој основ? Вие се за загрозени човекови права. Као Пасаран ги тужиме БЕК и регулаторна комисија затоа што неправилно ги малтретираат граѓаните. Регулаторната со нивниот правилник. Правилникот е појак од облигационите односи. За да ми прати фактура, тој треба да има договор со мене. Нема договор. Ова судика што прости во моја корист, вика, нема договор, нема ништо. Човекот е во право. А другите, кои се... Зашто не даваат спојување на предметите? Ке ви кажам. За да ме уплашат. И мене, и таквите. Многу... Што значи спојување, да објасниме, господин Дончев? Што... Спојување на предметите значи за мене помалку трошкови. БЕК има своји правници, не ги пушта, го зима Чукич и Марков. Не, спојување да објасниме убаво, значи за повеќе граѓани со ист случај да се... Истиот граѓани. Истиот граѓани повеќе пати е тужен. Аха, добро. Јас имам 9 тужби од БЕК до сега. И сите поединечно се водат како случаи? Да, сите поединечно. Па ја имам 10 тужби до сега. А место да спои, имам ја барање, не го спојува. Друг судија спојува. Само тој другиот не одговара пред партијата ВМРО ДПМН, не го одговара пред некоја друга партија. Еве сега ќе ви кажам податок за баш за апелација. Ние добиваме тужби на основен, имаме позитивни, меѓутоа на апелација скоро сите паѓаат. Да. Токму оваа компанија е клиент на компанијата БЕК, односно овој суд е клиент на компанијата БЕК. Значи еве еден податок 2014 година од кај нив добиено, тие имаат негде околу преку 200.000 годишно дале за парно. Ако грејната сезона е 6 месеци, значи испаѓа дека за еден ден грејење апелационен суд им плаќа на компанијата БЕК повеќе од 1000 евра. За колку тоа, за кој период? За еден ден? За еден ден 1000 евра испаѓа математиката на грејење на апелационен суд. Тие ги дават на компанијата. Тука имаме 3 категории на украдени граѓани во сето ова. Првата категорија се исклучените кои што се присилени да плаќаат. Втората категорија се оние кои што се уклучени, кај што сметаме дека од 30 до 50% им се напумпани сметките. И третата категорија сме сите заедно, значи цела Македонија, бидејќи сметаме дека преку институциите кои што се повторно узурпирани, на чие место оваа власт ставила своји луѓе и кои што се грејат, на кои што се корисници, како например апелација на оваа компанија БЕК, значи тука им се дават на нив напумпани сметки кои што после тие уредно ги плаќаат. Значи не прават проблем за плаќање и така се оштетува буџетот на Република Македонија. Тоа се милиони евра секој месец изнесени. Шемата, денеска исто така е покажана и шемата. Еве е шемата, повторно ќе ја кажеме. Значи ова е шема каде што над компанијата БКАД има други две фирми кои што се наоѓаат во Кипар. Тоа се офшор компании. Ова истражување што е направено и кој што и овој централен регистар може да го видите, многу лесно. Значи, овие две компании се на Кипар, значи парите од Скопје, од Република Македонија одат во Кипар, таму им се губи трагот. Да. На крајот од емисијата ви благодарам сите што прифативте да одвоите не цел еден час за гостување во студиото. Јас се надевам дека на било каков начин допревме за да ги кажеме овие парцијални случаи, а сепак со таа заедничка нишка. Само да го прашам, Љупчо, подготвени сте на ваква битка од година и пол, например, да се борите пред институциите и да си протестирате секој ден за, до крај, да се изборите и да кажете дека сме се бореле за нашите права? Секако дека сме подготвени, пошто и така немаме друг избор. Мораме, и да не сакаме, мораме. Протестите и овие транспаренти остануваат. Синиша, Љупчо, ви благодарам за гостувањето. Поведете. Само сакам да ве замолам. Уште еднаш да ги побарате судиите, нотарите, да направите една емисија со нас.
во колку ви одговара. Рекој Ако не уште една емисија. Да, има приказни, има човечки судбини. Јас сакав се тоа да го прикажам преку овие парцијални случаи. Вие веќе сте и на ниво на здруженија. Претпоставам дека така можеби институционално полесно би можеле да функционирате. Затоа го направивме за сите овие здружение. случаи. Сега денеска БЕК, од која беа нападнати, имате една иницијатива, тоа е за бесплатно, значи, приклучување кон нивната мрежа. Ние можеме да им кажеме на граѓаните, ако имате здрава нога, земете си еден трн и бодете си ја ногата и потоа одете приклучете се на оваа компанија БЕК. Еве го нашето мислење, значи, за оваа компанија БЕК. Маријан, господин Дончо, ви благодарам и вам за учеството. Благодарам. Уште еднаш сакам да бидеме гости. Секако, се надевам дека можеби за побава работа за некој извојувана битка. Ви благодарам на сите за учеството и гостувањето. Вам, почитувани гледачи, пред одјавата, уште еднаш ка чувствувам обврска да кажам дека во оваа емисија беше поканета директорката на МЗТ Леарница, беше поканет и представник од Регулаторната комисија за енергетика, како и од БЕК Балкан Енерджи Груп, компанијата за која што зборувавме во делот вечерашната дебата. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и на довербата. Останете со 24 вести, следува вечерниот дневник. Довидување.